Неполна година од промената на раководството на Битолската библиотека, зад себе веќе богата оставнина во годината што замина. Многу проекти, многу активности, предизвици и реализации на целиот тим си ги донесоа резултатите. Морам да бидам задоволна од работата на библиотеката во 2016 година, бидејќи реализиравме голем број проекти. Дури реализиравме проекти кои што не беа во програмата, бидејќи самата работа кога ќе почне да работи, секогаш излегуваат нови работи кои што сака да ги постигне, да ги достигне. Предизвици голем број поставени пред сите вработени. Адаптациониот период, градењето на довербата, поставување и почитување на принципите и правилата, моментум кон една нова врска, што се можат и сакаат самите вработени после професионалниот ангажман. Многу е добро кога веќе го познавате колективот, веќе ги познавате капацитетите, можностите, па дури и желбите и потребите на вработените, бидејќи сите знаеме покрај тоа што имаме професионални ангажмани, професионални способности, вештини, сите имаме и по некое хоби, по некоја скриена љубов која што сакаме на некој начин да ја направиме. Токму тоа ми беше целта да ги откријам сите тие способности на нашите вработени, за да можат уште повеќе да направат нешто дополнително. И со оценка 5+ по школски за 2016-та, најава за слично добра оценка и за 2017-та имаат од библиотеката. 2017-та ја почнавме со многу нови проекти. Аплициравме со некаде над 30 проекти до Министерството за култура и за среќа некаде 50% од тоа ни е, да речеме, одобрено. Бидејќи секогаш кога ќе настапите со една богата понуда, со едни креативни идеи, тогаш така нормално е дека и сето не може да биде поддржано, бидејќи ние настапивме со голем број на предлози, меѓутоа и ова што го добивме навистина многу, можам да речам рекордно, споредувајќи со проектите што сме ги добиле лани, претходните години. Библиотечна дејност, издавачка, градежни зафати, како и активирање на основната дејност универзитетска библиотека се плановите за оваа година, за која се надеваат дека ќе биде исто плодна како и претходната.